9 ученици од Средното медицинско училиште Ѓорче Петров ќе присуствуваат 15 дена во Шпанија, каде ќе работат на проектот Грижа и знаење преку програмата Еразмус+. Учениците аплицирале на проектот и очекуваат дека ќе се стекнат со нови знаења и вештини кои ќе може да ги применат во иднина. Филип Петрески и Галина Дулеска се матуранти од Средното општинско училиште Ѓорче Петров, кои ќе поминат 2 недели практична работа во Шпанија, во дом за стари лица во Лас Росас во Мадрид. Тие се дел од групата од 9 ученици од 3 и 4 година од здравствената струка, од профилот медицинска сестра, кои своето знаење ќе го применат и надоградат во рамките на грантот за проектот Грижа и знаење, кој финансиски е поддржан и спроведен во рамките на програмата Еразмус+ на Европската Унија, а менаџиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Нашите очекувања се да се стекнеме со знаење и вештини, тоа е како приоритет за нас. И друго, како и сите, се надевам да прошетаме, да видиме, да поуживаме, да се дружиме заедно. Како медицинско училиште, исто така имаме пракса во нашата болница, каде што ги знаеме повеќе од ја знаеме праксата и се надеваме дека ќе се стекнеме со повеќе знаење и вештини од Шпанија. Преку оваа програма ние работевме заедно со уште 2 други училишта, едното е медицинското училиште од Гостивар, другото е медицинското училиште од Тетово и една невладина организација со седиште во Струга. Учениците наши ќе бидат на 14-дневна обука во градот Мадрид, каде што ќе работат во Центар за рехабилитација на стари лица и ќе се стекнат со вештини и обука која што досега ја обавувале во нашето училиште и во нашата болница, меѓутоа сега ќе го видат сето тоа на терен и како изгледа сето тоа во пракса. Локалната самоуправа секогаш ги поддржува програмите за збогатување на знаењата. Локалната самоуправа максимално ги поддржува ваквите проекти, не само проекти поврзани во подобрување на образовната инфраструктура во нашиот град, односно наменети за основните и средни училишта во поглед на подобрување на условите за работа, туку и поддржува проекти кои што се наменети во подобрување на едукацијата на младите. По објавениот конкурс за пракса во Шпанија биле заинтересирани 44 ученици кои поднеле апликации, а по извршената проверка и рангирањето 9 ученици ги исполнувале условите од правилата од грантот за проектот.